Неефикасна власт и виртуелна опозиција, која власта сама си ја избрала. Вака учесниците на трибината разговори за иднината во 12:05 заклучиле дека е состојбата во Македонија. Современска символика во 12:05, дека е доцна за земјава, но не смее да биде и предоцна. За затворени врати, без изјави по правилата Chatham House Rules, за кои тврдат обезбедиле отворена и искрена дебата, преку соопштение порачаа дека на Македонија и е потребна идеолошка револуција, но и широко опозицијско обединување. Граѓаните денес живеат во реалност на неефикасна власт која за наводен политички противник се избира виртуелна опозиција. Сите истражувања на јавното мнение укажуваат дека македонската политичка сцена нуди на едната страна силна владеачка партија и коалиција, а на другата страна смислено фрагментирана опозиција. Опозицијскиот простор не се пополнува со нови партии, туку со идеолошка вредносна револуција. На Македонија е потребен нов општествен договор како основа за создавање широк опозицијски потенцијал за промени. Телевизија 24 веќе пишуваше дека се крчка платформа по принципот на српски ДОС, широк опозицијски фронт кој би требало да ги собере гласовите кои се контра ВМРО, ДПМН и Христијан Мицковски, а не гледаат алтернатива во СДСМ и Венко Филипче. Прогресивната демократска јавност има потреба од суштинска објективна дебата, која за да ја погоди целта мора да биде ослободена од вообичаената потреба за допадливост кон партиските авторитети. Демократските процеси продолжуваат во насока на изнаоѓање одржливи и спроведливи решенија за иднината. Освен Иван Ивановски, која модерираше дебатата, и четворката поранешни функционери на СДСМ, чии имиња веќе се истртуваат како фронтмени на платформата, Андреј Петров, Гордан Георгиев, Емилијан Станковиќ, Александар Бајдевски, на првата дебата, како што веќе објави телевизија 24, седнаа да го кажат своето мислење и актуелните пратенички Славјанка Петровска и Моника Зајкова, актуелниот градоначалник на Крива Паланка Сашко Митовски, универзитетските професори Неда Здравева, Ненад Марковиќ, Предраг Трпевски, адвокатите Звонко Давидовиќ и Валентин Пепелјуговски, политичкиот аналитичар Љубомир Гајдов, поранешните функционери во владата на СДСМ, Милена Стевановиќ, која беше директорка во инфективната клиника за време на министерувањето на Филипче, Стојко Пауновски, Костадин Ацевски, Диме Велковски, Митко Андреевски. На масата се најде место и за поранешниот генерален секретар на СДСМ и еден од основачите, Никола Ќурчиев. Организаторите веќе за телевизија 24 демантираа дека ова е иницијатива за нова партија, но најавуваат дека трибините ќе продолжат.